Здраво, дички, добре дојдовте на уште едно Дома со Леа видео. Денешната тема е одење на одмор со дете. Пригодно, нели, за месеците јули и август, кога најголем дел од нас ги одат на одмор. Пред да почнам да ве потсетам да притиснете лайк на ова видео и subscribe на овој канал за да гледате повеќе вакви видеа доколку ви се допадне. А денес сакам да го споделам со вас нашето прво искуство на патување со дете, односно одење на одмор со дете. Многумина тази родители ќе се сложат дека одење на одмор со дете е многу работи, но не и одмарање. Но како и да е, нашето прво вакво искуство се случи лани, кога ќерка ми имаше 2,5 месеци и решивме да отидеме малку да смениме клима, меѓутоа ни беше искрено страв да патуваме многу далеку со толку мало бебе. Па затоа појдовме на одмор во Охрид. Сакам да ви кажам неколку работи во врска со ова. Прво какво беше нашето искуство од технички аспект, бидејќи мислам дека тоа беше доста незаборавно. А после сакам да ви кажам и каков импакт, какво влијание имаше ова искуство на детето и на незините навики, нели, на таа возраст. Дете, кога решивме дека ќе одиме на одмор, беше некаде прва половина на август. Решивме дека ќе одиме во Охрид, земавме да се пакуваме, се појави голем стрес, голема анксиозност, едноставно решивме на денот на тргање да не се создаваме притисок, него да се почнеме ние полека и да видиме кога ќе стигнеме во текот на денот да тргнеме тогаш. И така и се случи, тргнавме по плането, иако планиравме, нели, во најдобар случај да патуваме рано наутро, кога, нели, не е многу топло за патување. Така што, да, тргнавме покасно по плането и најсмешниот детал беше што моравме да... Мислам, не знаевме што да спакуваме, што се ќе ни биде потребно за детето, нели, бидејќи одеднаш нашиот дом беше преплавен со работи кои што се исклучува во функција на детето, повивални, корита, кевенца, релаксатори, транспортери, места за седање, места за лежење, нешта за одржување на хигиената, нели. И во таа смисла не знаевме како ќе се снајдеме во новиот простор, нели, каде што сме се упатиле, без сите овие работи, односно без кои ќе можеме да истераме недела или две на одмор, а без кои нема да можеме. И така решивме да спакуваме се што можеме да спакуваме, односно се што може да ни биде потребно. И на крај на пакувањето, колата изгледаше како да ќе се селиме, а дома остана само корпата за пелени и едно кесенце облека за бебето, кое што као не беше потребно. И на крај решив, бидејќи само едно кесенце во прашање, да го земам и тоа, нели, да се најде таму, да не мора да пераме многу често. И така што буквално да, го преселивме бебето во Охрид и назад минатото лето. Но затоа ова лето сме побогати за ова искуство и веќе знаеме што се нема потреба да носиме, а што ќе ни треба и како да поминеме, нели, со еден куфер по можност, еден на кај 2 куфери по можност. Да, оваа година се уште не сме заминале на одмор, така што планирам да снимам како се пакувам, што ќе спакувам и ви ветувам дека ќе се обидам да се спакувам минимално, нели, впрочем како пред да имаме дете. Другото што сакам да ви кажам, нели, е настрана од пакувањето и заминувањето на одмор е влијанието што промената на клима, мислам дека го има врз циклусите на бебето, односно врз навиките за спиење или за создавање рутини. Ова ми беше посочено од еден драг пријател и мислам дека токму и заради тоа се охрабривме сред лето, нели, со 2-месечно бебе да одиме на одмор.
Идејата беше да се обидеме да смениме клима за детето да создаде навики на спиење. И бидејќи нели живееме во Скопје, овде е пониска надморската висина, климата е нели по-топла летно време, предлогот беше да се замине некаде на планина или на повисоко место и затоа го одбравме Охрид. Мислам дека се некои 700 метри надморска висина разлика меѓу Скопје и Охрид, но не ме држате за збор, гуглајте. До тој момент Зара, бебето, нели, од своето раѓање па до 2-2,5 месечна возраст, се будеше буквално на секои 2 часа за цицање и можам да кажам од оваа временска инстанца дека во голема мера не се сеќавам на деновите, бидејќи не се сеќавам на деновите пред одморот, бидејќи иако нели деновите си личат еден на друг, практично немате вие почеток и крај на денот, нели, будење наутро, заспивање навечер, туку циклусот се повторува на секои 2 сати и кај родителите се создава една хронична ненаспаност. Мислам дека дури кај оние луѓе кои што се навикнати да спијат малку, спиењето во испрекинати интервали на сат или на 2 сати, ако имате повеќе среќа еве како нас, многу влијаат на целокупното функционирање на возрастните особи во текот на денот и токму затоа раните месеци се најнапорни практично. Но што се случи со одењето во Охрид? Значи првиот ден кога стигнавме вечерта, си легнавме во 8 и наместо да се разбудиме во 10 како што е редот, нели, секој ден до тогаш, ние спиевме сите до 8 сабаја. Значи спиевме 12 сати, за мене и за сопругот тоа беше едно неверојатно искуство, прв пат после 2,5 месеци спиевме 12 сати. Но од тој момент практично Зара почна да спие во текот на целата ноќ. Кога велам во текот на целата ноќ, значи ние спиеме заедно, тој метод на спиење го практикуваме, и Зара се будеше и се уште се буди да цица во текот на ноќта. Во почеток тоа го правеше секако, нели, на секои 2 часа кога е потребно да се храни, но сега цица еднаш до 2 пати во текот на ноќта, односно најчесто еднаш околу полноќ и еднаш рано наутро. Значи не знам која магија се случи со климата во Охрид, нели? И што е тоа што направи вака да си поспиеме и да продолжиме да си спиеме од минатиот август до сега. Кога велам спиеме, не мислам на оние инцидентни, да кажеме, вечери кои што ги има еднаш или 2 пати во месецот најмалку, кога, не знам, ја боли стомаче, или сонува нешто лошо, или ја боли запче, односно, нели, сега во процесот на вадење заби, па и тие вечери знаат да бидат бурни, со многу интервали измеѓу. Но како и да е, настрана од овие инцидентни, да кажеме, ноќи кои што се случуваат неколку пати во месецот, воглавно секоја вечер детето си спие во текот на целата вечер. И хранењето буквално се случува во сон, не само кај нејзе во сон, него и кај мене во сон, и мислам дека сме многу среќни заради ова. Јас искрено, и покрај тоа што некои луѓе советуваат дека спиење заедно треба да се спречи од најрана возраст, искрено за ништо не би го менувала ова и ви порачувам на сите со мали бебенца да се охрабрите, да отидете на одмор, макар и на неколку дена, некаде каде што има голема разлика во климатските услови. Ако сте храбри да одите некаде далеко или на море, секоја ви чест, ако не, еве ни во Маврово, еве ни во Охрид, еве ни во Берово, значи прошитајте малку и обидете се да дадете поддршка уште првата вечер на детето. Овие работи ги кажувам бидејќи, нели, кога ќе отидете на одмор не сте дома и некои работи, некои функционалности, да кажеме, на домот кои што се прилагодени на вашето дете, може нема толку лесно да ги прилагодите во местото за престој, нели? Практично, доколку дома имате светлина која што ви е, нели, тивка, нежна светлина која што е пуштена во текот на ноќта, можеби нема соодветна замена во
местото каде што ќе преспивате, така што не си играете со светло темно, туку нели обезбедете една константна светлина за да не се случи детето да се исплаши или да се растони заради палење гасење на светло во текот на ноќта кога сакате нели да преспие целата ноќ. Исто така доколку се храни со шиша, спремете храната, спремете го млекото нели предходно пред детето сосема да се растони за да се обидете нели да го подметнете да кажеме и да возможите и покрај хранењето детето го задржи сонот. Многу ми е драго што го споделувам ова искуство со вас, бидејќи се почна нели од еден ноншалантен совет од типот однесете ја негде на неколку дена да смени клима, влијае тоа добро на децата, но всушност причината зашто ние сме наспани и енергични во поголем дел од времето е токму ова рано заменување на одмор и затоа сакам да ви препорачам на сите да го сторите ова, барем да си дадете шанса нели да се обидете, бидејќи спиењето во текот на ноќта е незаменливо за нас возрастните. Можам да потврдам, како што кажав и предходно, Зара сега има 14 месеци и спие комотно во текот на ноќта, значи без поголеми будења или станувања во најголем дел од ноќите. Ви благодарам многу за вниманието. Оваа недела, доколку ми стигнат снимките од една емисија на која што гостував во саботата, ќе имате и бонус видео, односно ќе ги објавам на каналот за сите сабскрајбери кои што не беа во можност да ме гледаат во живо во саботата, го подготвувам ова видео специјално за вас. Ви посакувам убаво да си поминате и на одмор и се гледаме некој нареден понеделник. Чао!